Денови на искушение минуваат околу 1000 рудари од Добрево и Тораница. Денес истекува законскиот рок од 45 дена, период за кој Индоминерали не подмирил ниту плата, ниту долгови кон доверителите, со што се исполнети законските услови за прогласување на стечај. Ова е едно од трите сценарија за разрешување на неизвестноста со статус кво состојбата во двата рудника, кое за рударите и нивните семејства е катастрофално лошо. За сега стечај не е прогласен, што дава надеж дека сепак изборот ќе биде меѓу другите две решенија. Прво, останува се уште можноста со некој краток рок на актуелниот сопственик да санира состојбата преку сопствено улагање и надминување на проблемите. Други начини на решавање се спогодбено да ги отстапи рудниците, односно да ги продаде, така да се рече, на заинтересираните компании. Колкави се шансите да се избегне стечајот и нештата да се вратат во колосек е неизвестно, исто како што е неизвестна и судбината на 1000 семејства од Крива Паланка и Пробиштип. Многу сме револтирани, одека нема ни закон, за некого има, за некого нема. На што личи ова? За кредити што имам. Од Стопанска банка се 2 пати јавуват кога ќе платат. Немаме здравство, треба да земеш апчиње, не ти дава апчиње, не прима на лекар. Вчера рударите повторпат се собраа пред седиштето на Индоминерали да бараат решение, а помош побараа и од премиерот. Во меѓувреме времето не е на нивна страна, па на јамите им се заканува опасност од повторно полнење со вода поради дождот и целосно блокирање на можноста за работа. Што ќе рече, угоре високо, удолу длабоко, а во средината и бедно и гладно.